Караман во македонската народна литература. Народна уметничка литература. Црн Караман наврата лежи. Катанец. Со оваа гатанка го отклучуваме катанецот на овој филм, со кој ќе ја разгледуваме приказната за македонскиот Караман во македонските народни умотворби. Во почетокот на оваа експликација, најсоодветно е да видиме каде се го има нашиот Караман, во кои жанрови на народната книжевна традиција. Например, во македонските народни песни, особено во варијантите на песната за челник Пео, кои се застапени на цела територија на географска Македонија. Еве една охридска варијанта. Си овчари вечерајет, челник Пео не вечерат. Нешчо му се прислушуваат, конјски тропот, турски шепот, и Караман подлауват, Караѓузел подблекнуват. Колку речта не дорече, довтасале арамии. Караѓузел го заклале, Карамана го отепале. Варијанта од Костурско. Ој, овчари три чобани, повјасајте вечерајте, на раните клета кучка Карамана, Карамана Караѓоза. Караман го среќаваме и во областа Гора во Косово, каде што живеат македонци. Ете го есат оздола, бела предела по него, и црн Караман низовце, жрвти кавали во руке. Караман во Кумановско. Ме фанаа џана ме вржаа, кучку канџу ју тепаше, црн Караман севде ју ранише, сиво стадо севде потераше. Во песната Абре Димо, дели Димо од Горноџумајско се зборува за нашиот семоќен Караман. Караман кога трчаше, ридини преметаше.
Освен во народното поетско творештво, кучето Караман го среќаваме и во народните приказни кои се создавани долго време пред да се појават првите авторски современи дела во македонската литература. Митското куче Караман останало да преживува во сите народни литературни жанрови. Народната литература станала негово единствено прибежиште во кое се криел се до денес, заштитувајќи се од заборавот на времето. Караман се споменува и во приказната Троицата браќа и Косметот. Детето го јавнало и отишло при една баба. Бабата му рекла: "Кајош, синко?" Теја рекло: "Ќе ме јаит волкот, бегам." Бабата му рекла: "На ти ено куче, немој да те изејт волкот." Теја куче го викает Караман. Караманот се споменува и во една приказна за сведочена на влашки јазик. Станува збор за приказна за еден богаташ, која во својата фабула ја содржи познатата песна за овчар Пео. И девојката кажуе све на татка си: "Тате, нашио овчар го вана, Карамано куче го отепа, ќо семо го закла на Заечки мост." Кратките народни умотворби, пословиците, поговорките, гатанките, спаѓаат во еден мощне значаен жанр. Овој вид творби исто така во себе го содржат поимот Караман. Црн Караман наврата лежи. Катанец. Од особена важност е и гатанката "Црна кучка живи јаглени јаде". Маша. Оваа гатанка ја содржи именската група Црна кучка, која не упатува на кучка Караманка, која со оглед на тоа што јаде живи јаглени, во прашање е кучка остра по карактер. Токму таква и машата која се користи за регулирање на жарта во огнот, црна и отпорна на суровата вжештеност во огништето. Ако машата е асоциација за маченик, тогаш огништето во кое постојано се вметнува машата представува самиот живот и неговата суровост. Таков е и Караманот. Маченик ставен во огништето на постоењето. Разгледувајќи го Црното куче Караман во македонското народно творештво и тоа во различни жанрови, доаѓаме до заклучок дека македонскиот народен творец, запишувајќи ги сите оние работи што му биле познати од секојдневието, не можел да го изостави и националното куче. Тоа е опишано со сите своји видливи атрибути: бојата, силата, храброста, верноста. Народни верувања. Во македонските народни верувања се споменува Црното куче. Тоа е посредник меѓу двата света, светот на живите и светот на мртвите. Во прашање е куче посредник со улога на психопомп. Куче кое е задолжено за испраќањето на човековата душа во задгробниот живот. Например, во приказната Јунакот и благородниот мртовец, мртовецот му се обраќа на живиот познаник. Ќе ти испратам едно мало црно куче. Штом тоа ќе дојде да знаеш дека те барам, тогаш ќе дојдеш кај мене. Доста често се среќава и Црното куче кое се појавува насон, со што, според македонските народни верувања, се најавува смртта. Лоша сум сона видело,
црно ме куче изеде. Во македонскиот фолклор постојат четириоки кучиња кои се поврзуваат со задгробниот живот. Во прашање се црни кучиња кои над очите имаат две жолти шарки кои на главата на кучето и даваат впечаток дека станува збор за 4 очи. Еве што велат народните верувања за нив. Учителот и собирач на народни умотворби од Дебарско, Михајло Велич, во неговиот запис за народни верувања од тој крај запишал: тие веруваат дека од куче кое има повеќе очи, такви две шарки што личат на очи, се плаши вампирот, бидејќи такво куче може да го касне и од тоа каснување да загине. Дедо Никола од село Конопиште вели: му се загна пцета четворооки и вампирот пукнал. И црните хтонски кучиња и четворооките црни кучиња во македонските обичаи се поврзуваат со смртта. Македонската народна традиција од секогаш негувала култ спрема таа известна појава, спрема таа мистерија на животот. Македонската кинолошка сцена, како црно куче, го познава единствено овчарското куче Караман. Од тука не е случајно зачестена појавата на црниот Караман во народната литература и во обичаите. Македонското овчарско куче Караман е македонски хтонски митски символ. Караманот е езотерична и светска и македонска етикета врз продуктот наречен вечност. Караман во македонската народна литература. Народна уметничка литература. Црн Караман наврата лежи. Катанец. Со оваа гатанка го отклучуваме катанецот на овој филм, со кој ќе ја разгледуваме приказната за македонскиот Караман во македонските народни умотворби. Во почетокот на оваа експликација, најсоодветно е да видиме каде се го има нашиот Караман, во кои жанрови на народната книжевна традиција. Например, во македонските народни песни, особено во варијантите на песната за челник Пео, кои се застапени на цела територија на географска Македонија. Еве една охридска варијанта. Си овчари вечерајет, челник Пео не вечерат. Нешчо му се прислушуваат, конјски тропот турски шепот,
И Караман подлауват, Караѓузел подблекнуват. Колку речта не дорече, довтасале Арамии. Караѓузел го заклале, Карамана го отепале. Варијанта од Костурско. Ој, овчари три чобани, повјасајте вечерајте, нараните клета кучка, клета Караман во Кумановско. Ме фанаа џана ме вржа, кучку канџу ју тепаше, црн Караман севде ју ранише, сиво стадо севде потераше. Во песната Абре Димо, дели Димо од Горноџумајско се зборува за нашиот семоќен Караман. Караман кога трчаше, ридини преметаше.
Освен во народното поетско творештво, куќето Караман го среќаваме и во народните приказни кои се создавани долго време пред да се појават првите авторски современи дела во македонската литература. Митското